Здраво и добро дојдовте на Youth Financial Coach во новата епизода воедно и Божикна. Знам дека мене не ме очекувавте во оваа епизода, меѓутоа ајде да се представам. Јас сум Марија Димитриевска, имам 25 години. До сега јас бев позади камерите, меѓутоа официјално во оваа епизода јас ќе бидам член. Добре дојде, Марија. Добро те најдов. Како е да се биде сега пред камерите? Малку се возбудено. До сега беше позади камерите. Да. Голема ли е разликата? Па голема е. Имаш ли Друго трема? е позади да си камерата, друго е вака. Имаш ли трема? Па можеби малку. Дали денешната тема ти е многу интересна за дискусија? Возбудлива е. Ке сакаш ли да им најавиш на нашите гледачи што не гледаат во моментот зашто ние денеска ќе дискутираме? Па денеска сакам да ви представам дека ќе збориме за 5 лоши уверувања што ги имаат луѓето за парите. Интересна тема, нели? Нели да? Ајде, пред да почнеме, веќе им начнавме зашто ќе дискутираме. Ја би те прашала нешто. Ајде. Мислам дека сакам да почнеме од она најосновното, например да ни кажеш што е тоа уверување. Да. Па за уверување, ако треба да извојам главна дефиниција, ако можеме, најпросто кажам, да не навлегуваме премногу. Да, затоа што ние рековме дека нема да дискутираме за дефиниции да кажуваме. Уверување е нашата перцепција. Како и за се останато во животот, така и кога станува збор за парите, ние си имаме различни уверувања, односно различни перцепции за работите. Сега, има корисни и не толку добри, да не ги наречам некорисни уверувања, кои што ни го подобруваат животот или пак не кочат. Во случајов кога станува збор за парите, не кочат да градиме богатство. Заради тоа што ние имаме некоја перцепција, дали е добра или лоша кога станува збор за парите во овој случај. Јас сигурна сум дека и ти, како и сите останати кои што не гледаат баш денеска, имаат слушнато безброј добри, лоши уверувања, особено за парите. Смисла. Да, особено и за парите. Например, прво пред да продолжиме натака, како ти почна? Како ти почна да шеташ, ајде да речем, низ финансискиот свет и нешто да ни споделиш едноставно прво мене, а потоа и на гледачите за уверувањата за парите воедно. Ајде така да кажеме. Пред се почна, мислам дека негде пред 3-4 години кога ние се запознавме и кога почна ти да споделуваш твои познавања, твои искуства, до сега тоа што си го изучува и низ факултетот и понатака во однос на работата, колку всушност влијаат парите може да влијаат и позитивно и негативно спрема луѓето, меѓутоа и да научиш нешто поише како можеш да функционираш со парите. Да, баш многу интересно, многу интересен начин опиша. Јас мислам да почнеме. Мислам веќе се запознаа гледачите со тебе. Ние, како што кажа ти, денеска ќе ги опфатиме, односно ќе си ги продискутираме 5 најчести лоши уверувања за парите. Иако ги има за жал безброј, знаеш и самата, ние кога спремавме што ќе зборуваме денеска и ги одбравме токму овие 5, заради тоа што нели сметаме дека се најчесто употребувани. И сметаме нели дека се најголемата причина за најголемата кочница. Ајде, мислам дека како што мислам дека е време да почнеме со првата, она најосновната, највише што мислат онака дека е најлоша. Ајде, јас би ти дала предност тебе, денеска ти ја имаш предноста за се. Најчесто слушано мислам дека луѓето го прават дека парите го направиле светот као лошо место за живење. Зашто така го гледат на таков начин? Да, реално луѓето мислат дека парите го имаат направено нели светот лошо место за живење, ама јас и не би се сложила. Заради тоа што замисли колку ќе бевме поназад доколку немавме пари. Парите пред се имаат направено огромна револуција и еволуција на нашето живење, на финансискиот систем. Со Дани веќе дискутиравме уште на почетокот како порано луѓето нели си менувале предмети во замена, нели еден за друг предмет во замена за
да си ги задоволат своите потреби, а денеска ние немаме таква потреба. Ние имаме веќе имаме пари кои што ги имаме еве во мојот телефон, што се вика. Многу сме понапредни, морам да признам. Да, ни го има то лесното пред се начинот на функционирање. Во овој момент ти да изгуглаш, можеш да префрлиш пари било каде во светот. Ние ги имаме постојано сите најнови информации. Достапни се во секој момент, да. Така. Ако луѓето немале желба, јас би рекла дека стремежот и волјата за стекнување пари нима направено да бидеме на нова ниво каде што сме денеска. Зошто? Затоа што луѓето требало да се измачат многу, нели да работат, да се стремат, прво да имат желба, волја, да имаат работа, да работат, односно да бидат продуктивни, за да направат толку многу пронајдоци и за да економијата оди постојано напред и напред. Еве самата си свесна дека животниот век пред 100 години, пред 1000 години сега не е ист. Цело време се зголемува. Зошто? Сосема е сменето се. Друго било животот предходно, сосема друг начин на живот водиме сега во најправен во поглед на економно. Па да, и плюс парите си имаат погрижано да ние сега можеме да читаме, да пишуваме, да имаме покрив, што ви се рекла над главата, да имаме храна и сите тие работи, затоа сметам дека е неблагодарно да речеме дека парите го имаат направено светот лошо место за живење. Па да, морам да се сложам дека е така. Иако луѓето го перцепираат на сосема поинаков начин, меѓутоа мислам дека ова е на некој начин правата дефиниција за ова. Да, така да тука би одела веќе на второто верување. Така, ние секако и од нашава дискусија ќе се навраќаме и наназад, не значи дека како сме го поминали еднаш нема се да навратиме. Второто верување е дека добро да управуваат со парите можат само оние кои што научиле да ракуваат со пари уште од мали. Што мислиш ти за тоа? Како ти ова би го изнела, да речеме? Па мислам дека пред се зависи од околината од кај што доаѓаме, затоа што во однос на тие што немаат израснато, зависи они како не имаат третирано, како не имаат објаснување што се всушност парите. Па мислам дека според тоа многу значи од мали како гледаме во однос спрема парите, дали гледаме на каков начин ги доживуваме, дали например секогаш затоа што имало родители што секогаш може да пружат, меѓутоа имало и многу поинаков начин на живење, што мислам дека секој би се сложил за тоа, да. Дури и гледачите. Да. Меѓутоа, мислам дека во денешно време секој треба да посвети внимание во однос барем на парите, дека секој треба да размисли на каков начин да функционираат парите, на каков начин да гледат спрема парите. Да, тука многу интересно го долови целата тематика. Тука би додала јас дека навистина има и така огромно влијание и разлика, ајде да кажеме, ако едно дете е растено во фамилија каде што парите се навистина табу тема, не се дискутира, семејството како целина не функционира на начин да заедно си ги планираат семејните финанси. Од друга страна имаме ситуација каде што, пример, предприемачка фамилија, детето кое што е растено и го гледа примерот на родители кои што имаат свој бизнис или се самовработени, значи тоа и на некој начин индиректно ќе се стекне со многу вештини во смисла преговарање, нема да има толкава верзија кон ризикот, нема да се плаши, тука ќе биде повеќе склоно да превзема ризици, па и во некои случаи дури одговорност, нели? Без разлика дали ќе успе или нема да успе, вреди секогаш да се проба, затоа што без да пробаш нема да знаеш дали е ризик или не. Па да, дефинитивно и се од друга страна дете во кое што нели е веќе возрастна личност, меѓутоа сеќавањата нели и оние работи што ни се случувале во детството не обликуваат како возрастни личности, кој што е растено со работнички, да речеме, мајндсет или како што кажав каде што не се зборувала за финанси, ќе му биде потешко, нормално, затоа што ќе почне од друга поидовна точка, меѓутоа секогаш може да се почне повторно од нула, да се почне со едукација, значи во ред.
тука сум каде што сум, мора прво нели да се биде свесен, како и за сите други работи во животот. Во ред, тука сум каде што сум во моментот, меѓутоа ајде сега да видам да се стекнам со знаења, да се стекнам со вештини кои што ќе ми се мине потребни да управувам со моите пари и во ред, да ајде сега да го сменам начинот на живот. Па еве и ти немаш економска позадина, меѓутоа со толкави до едукации, затоа што ти кажат како ме запозна минет како јас почнав нели подетелно да ти раскажувам. Нешто што гледачите мора да го знаете, дека секогаш кога сакаш нешто да се доедуцираш на било која тематика, би кажала дека секогаш постои решение, затоа што секогаш можеш нешто ново да научиш, нешто што е и да не е на професионално поле, чисто за тебе е многу подобра варијанта. Тотално и затоа и нели служи на некој начин. начинот спрема парите ги менеш. На еден начин си ги гледал претходно, а сега веќе на сосема друг начин ги претендираш. Уверувањата. Тоа е тоа. Сакаш да кажеш, да, уверувањата е, тука би додала и во ова дека уверувањата е навистина, особено ако имаш лоши или страшливи, како да ги наречеме уверувања за пари вајде конкретно, навистина е тешко да се сменат. Меѓутоа треба да бидеш свесен и да ги менуваш. Постои начин. Да, например со нашиот подкаст кој што служи за финансиска едукација. Нормално. Сите нели можат да го гледаат, да го слушаат и да полека да заедно да чекориме и да во оваа финансиска едукација и градење на самодоверба кога станува збор за парите. И да се менуваат, да се откоренат тие страшни и лоши верувања за парите. Така си. Да. Тука може само што да докажеме дека Ние никогаш не можеме да се докажеме, затоа што секогаш имаме што пуз да додадеме. Дека клучната кај луѓето е незнаењето, стравот. А стравот доаѓа од незнаењето. И на таков начин веќе би преминала на нашето трето уверување дека акциите се ѓаволска работа. Зашто ѓаволска? Јас би прашала зашто ѓаволска и зашто секогаш се гледа лошо спрема тоа. Зашто да спаѓа во лошо верување пред се тоа? Па да, затоа што луѓето се плашат природно ние. Значи порано кога не се знаело пример како паѓа дош, од што паѓа дош, луѓето си наоѓале некои објаснувања за тоа за да си се уверат во нешто. Така и сега кога има незнање, има страв од нешто, а стравот доаѓа од незнаењето. И тука доаѓа до тоа дека акциите се вакви или се такви и да има многу ситуации од разни шпекулации и така натака, каде што луѓе или од самите кога се обиделе да тргуваат со акции, од нивното незнаење па изгубиле доста голема сума на пари и сега тие се сфрустрирани. Меѓутоа треба да се свати дека акциите се само едно средство, односно финансиски инструмент кој што ни овозможува да си го зголемиме капиталот. И ние треба ако нив да гледаме поотворено, да сакаме да ги гледаме промените кои што се случуваат околу нас, во смисла на што се опции имаме на финансиските пазари и да се едуцираме за да знаеме кога, во кој период и што нам ни е навистина потребно, тоа да го одбереме и да го купиме. И поднатаму нема да, кога ќе знаеме како работите функционираат, или во ситуацијава финансиските инструменти, нема да ни биде страф и немаме да го имаме тој отпор, да речам, од уште само тоа ќе се спомне да имаме страф, а не па да одиме чекор понатаму. Така е, јас би се сложила сосема со тебе. Меѓутоа, проблемот е уште подобок, а тоа е незнаењето, затоа што луѓето не дека не сакаат, туку не знаат на кого да се обратат за да дознаат нешто повеќе, дали е за инвестирање, дали е за акции, како во случајот сега моментално што збориме. И мислам дека тоа е доста голем проблем кај поголемиот дел. Да, меѓутоа во денешно време се е транспарентно, секогаш ние постоиме како финансиски советници, така да пак би се вратила на моментот дека поважна е волјата, па понатаму се наоѓаат начините како. Би те прашала се едно интересно прашање. Што мислиш? Ова мислам дека сите би ги прашала што не слушаат сега.
среќата се купува ли со пари? Постојано тоа се слуша и тоа ни е запишано како уверение број 4 дека парите не се важни или среќата со пари не се купува? Па, јас би го кажала ова на начин каде што може само парите да ни допринесат да бидеме посреќни, меѓутоа не може да ги купаат работите што не се повеќе нешто од материјално. Да, дефинитивно е така, како што и мислам дека веќе и претходно со Дани го имавме тоа дискутирано дека парите може да купат работи само што се купуваат со пари. Меѓутоа јас мислам дека и ти како и сите дека ова е навистина доста чувствителна тема и сакам убаво и да се изразиме за да не бидеме и лошо разбрани. Луѓето кога станува збор за ова, како да кажам, изрека, не изрека, туку ајде фраза, дека среќата со пари не се купува, е многу длабока. И сега буквално можеме цела подкаст епизода само за ова уверување да снимиме, меѓутоа да си се задржиме на оние клучни поинти што сакаме да ги доловиме, а тоа е дека би се сложиле сите дека кога нема пари, настануваат навистина проблеми, заради тоа што не може никој човек да спие мирно ако има многу долгови, ако нема да преживее од месец за месец, ако нема пари да ги плати основните трошоци. Прво тука ќе се јави несоница, стрес, и ќе дојде до момент каде што веќе се губи квалитетот на животот. Така? Да. И плюс тука би се додало исто дека да, не може среќата со пари да се купи во смисла љубовта и сите тие останати работи, меѓутоа и како во многу ситуации парите играат клучен фактор, например во многу семејства се случува да почнат сите проблеми, доаѓа до големи конфликти кога има несогласувања, кога има замерки, кога не прават заемни, како да кажам, оставаат секој да го носи товарот врз себе, наместо да почне заедно да прават план како тоа да се смени, како да се промени таа работа, зашто да има секогаш долгови, зашто да не се промени тоа, зашто секогаш кредити да има. Да, ми се допадне на многу убава мисла, што ја имам и тука запишано. Ќе ја прочитам за да не ја сгрешам. Немој да ја утнеш, кажи ја правилно. Да, за да не ја сгрешам, ќе си ја прочитам. Вика, историчарот и автор Рутгер Брегман, сам дека се таткав, нема врска, еднаш кажал: сиромашните луѓе носат глупави одлуки затоа што живеат во една ситуација во која секој од нас би донел глупава одлука. Со ова сакам да потенцирам, значи ова не го кажам јас, туку го кажува некој друг. Да, сосема друг. Сакам да потенцирам дека никогаш одлуките кои што луѓето ги прават во дадени моменти нам ни се чинат од страна на доста нелогични. Си велиме зашто тој така направил во оваа ситуација или зошто например земал еден друг трет кредит. Меѓутоа треба да сватиме дека секој на различен начин ги перцепира парите, има различни уверувања и како што кажал и историчарот, секој во различен период во животот носи различни одлуки. Се во тој свет во кој што конкретно тука вели сиромашните луѓе, не сакам тука никој да се навреди, туку си носат одлуки што на нив во тој момент им се чинат најправилни. И сака да потенцира дека и еве јас или ти или било кој да е во таа ситуација би донел истата таа одлука. Заради тоа што самите си го креираме така на тој начин животот. Преку нашите одлуки. Да, секогаш се зависи од нас. И тука многу луѓе ќе речат такви се околностите. Меѓутоа не е секогаш дека такви се околностите. Кога ние би ги смениле уверувањата пред се, тоа што ти го нагласив и јас, дека секогаш 90% од работите секогаш мислам дека зависат од нас од причина што ние дозволуваме работите така да течат.
Да, дефинитивно. И ние дозволуваме така да течат, самите си ги креираме и водејќи се од тие лоши уверувања што ги имаме, самите си ствараме отпор и кочница. Да. И тука настанува проблемот и си велат, окей, парите се злобни, парите се вакви, парите се онакви и не ги менуваат работите и се во ситуација да си ги оправдуваат. Окей, тоа е така, таков ми е животот, таков ми е късметот или судбината, тоа постојано го слушаме и затоа се во таква ги прифаќаат лошите уверувања како нормални. Наместо затоа што тоа е многу поедноставно отколку да ги оттргнат и да ги сменат или да би рекле, чекај малку, што правам ја? Зашто не променам нешто во однос на животот општо да кажеме? Зашто не сменам нешто во однос на животот во секој аспект на зборот? Па да, и знаеш, кога станува збор за планирање на финансиите, тоа што ние во секоја подкаст епизода се обидуваме да ја потенцираме важноста, нели, дека треба треба парите да ги планираме, како ги трошиме и како ги заработуваме. Кога станува збор за луѓето кои што, ајде не сакам да ги кажувам тие термини сиромашни луѓе кои што немаат толку пари, односно едвај да не речам преживуваат, они ги предпочитаат краткорочните наспроти долгорочните одлуки. Нема да седне да размисли, ајде јас како што зборувавме веќе, како јас да си ја поставам финансиската цел и како јас да дојдам до неја. Прво, секако преку едукација, за да знам како да дојдам до неја. Меѓутоа, они нема тоа да го направат, затоа што немаат време, затоа што времето го трошат на размислување да се преживува од денеска за утре. Како да нема, што би се рекла народски, како да нема утре, од денес живењето од денес за утре и размислување само како да го наполнам денеска резервоарот на автомобилот да стигнам од А до Б точка, како да позајмам пари или од кого да позајмам пари за да отидам на одмор сега зимова пример на скијање, а не седнува да го посвети тоа време на едукација за да дојде до долгорочни финансиски одлуки. Меѓутоа, која е разликата меѓу богатиот и сиромавиот, ја би те прашала тебе? Тоа во сите книги кога станува збор за лични финанси па и за успех, односно книгите од популарна психологија, велат разликата помеѓу богатите и сиромашните, не е толку секако во цифрите, да се разбереме прво во цифрите кој колку тежи, ајде да кажам. Меѓутоа многу е подлабински, не е толку општо. Разликата е во навиките. Во креирањето на навиките, на секојдневни минимални навики кои што онака навидум се беззначени, ами како го формираат богатиот или сиромашниот мајндсет, односно гледање и перцепирање на работите. Што мислиш, како размислуваат богатите во однос на финансирање, во однос на планови, што мислиш, какви планови би прават богатите, а какви сиромавите? Како гледат на тоа? Па на парите пред се не гледаат дека се зло. Не гледаат, не се уверуваат себе си дека парите се корен на сите зла. Ги сакаат парите. Јас тоа често знам да го кажам дека ако ги сакаш парите ќе те сакаат тебе. Точно така. Ако не ги сакаш, нема да те сакаат. Ќе бегаат од тебе. Да, буквално ќе бегаат од тебе и затоа прво и најважно имаат добри и здрави финанси и уверувања за парите, па потоа финансиски навики, се едуцираат постојано, си посветуваат време на себе си и преку прво треба да ги познаваш финансиските инструменти, финансиските можности, да знаеш што си имаш на располагање, за кој што ние, нели, полека во текот на подкаст епизодите ќе поминуваме и ќе посветуваме повеќе време за финансиските пазари и финансиските инструменти. Меѓутоа, веќе има луѓе кои што иако ги знаат, се плашат. И тука повторно ќе се навратам. Бово кажа дека ќе се навратиме на назад. Заради некои од овие уверувања. Ние се тука имаме само пример 5 уверувања кои што се најчести, меѓутоа ги има безброј.
И јас секогаш кажувам дека луѓето им е, како што кажав и претходно, многу е полесно да поверуваш во тоа верување отколку да земеш да прочиташ книга, да отидеш на некој семинар, да разговараш вака. Самата си свесна дека секојдневно ние ова го слушаме било кое од ова уверување за парите. Сега, среќата со пари не се купува и јас сака да си останам, луѓето сака да останат скромни. Под наводници многу од скромен до алчен, не дека ти треба, ако имаш здрави, односно добри уверувања за парите, треба да бидеш алчен. Тоа е сосема погрешно. Тоа е сосема друго. Значи, и петото наше уверување вели, повеќе пари значи повеќе проблеми, затоа што богатите луѓе се алчни и злобни, себични. Тоа е едно, според мене, многу интересно и чудно уверување, заради тоа што многу пати го имам слушнато, во смисла дека богатите луѓе вика богатите луѓе се сите злобни, себични, си мислат само за себе. Па јас мислам дека не викам дека нема такви. Постојат, мислам дека секогаш јас знаеш како гледам на ова, дека секогаш во нешто постојат такви. Меѓутоа не можеме да кажеме дека сите богати луѓе го гледат тоа на таков начин. Можеби они си изградиле мислење и уверување пред се, дека сака да продолжат да градат секогаш плюс, меѓутоа да останат присебни, да не ги направат парите, да не ги направат ни лоши, туку само подобри да ги направат. Па да, има реално многу ситуации каде што луѓе се стикнале со огромно богатство преку разни проневери, преку разни измами. Може да признаеме дека и доста неуспеси они имаат остварено во текот на животот, меѓутоа никога се немаат откажано. Така, и имаат, како што кажав, има навистина многу луѓе кои што на нефер или нечесен начин има дојдено до поголема сума на пари, меѓутоа не можеме да кажеме дека сите се такви. Точно. И јас едно нешто што ќе начнам од книгата што ќе ни биде книга на... Немој да откриеш која е. Од книга на разработка, каде што ќе разработуваме овој месец, книга на месец, нашата книга за овој месец, е дека секој може се да ти земе, ама знаењето не може да ти го земе. Што значи, таму имаше еден многу интересен пример, што сега ќе го спомнам тука, после кој ќе дојде книгата, мислам, времето за обработка на книгата, многу подетелно ќе го анализираме, а тоа е дека богатиот човек, односно човекот кој што сам со знаење, со труд го има стекнато богатството и да му пропадне од X причини, а не знаеме никој животот што ни носи, секогаш ќе најде начин како повторно да го изгради тоа, затоа што го има знаењето, ги има сите потребни вештини, едукација, знае како да управува, вака намерно покажам, како да управува со парите, ќе дојде пак до тоа. Можеби ќе биде тешко, да, меѓутоа повторно ќе се изгради. Меѓутоа човек кој што така му се имаат дадено парите, односно на некој од нефер, нечесен начин, вака, за многу брзо ќе ги изгуби. Тоа исто, многу има ситуации каде што луѓе имаат добиено, тоа интересно, на лотарија огромна сума на пари. $1,000,000, евра, денари, небитно, и оп, за 3 дена ќе ги изгуби парите на многу смешни на многу смешен начин, преку разни чудни дури ситуации на што се можат луѓето да потрошат толкави суми на пари, тоа е затоа што џабе ги има план како да ги користи тие пари. Нема план и не знае како и ги троши бесмислено. Тука е онаа разлика што ме праша. Па и тоа е сушто затоа што они гледат од денес за парите, а не гледат за понатака и не гледат на начин дека можат на сосема поинаков начин тие пари да ги искористат. Па да. И плюс тука исто баш читав и прочитав односно на кинеска изрека, вика богатиот размислува за утре, сиромашниот за денес. Ете, ако треба да направиме паралела... Па една реченица сега ми ја кажа, јас тоа што се трудев да го објаснам. Да, буквално ако требаше да се направи една паралела, ете, кинеската изрека објасни да речеме многу работи се, да. Или знаеш што исто сега се сетив, чисто знам да слушнам и дека луѓето се плашат да имаат пари. Знаеш? Затоа што мисла дека
тоа што го гледат од сериите, мислам дека има тоа последица, дека богатите Голем дел. секогаш се разболувале со некоја тешка болест. Навистина многу пати го имам ова слушнато. Леле, богатите луѓе секогаш мора на некој лош начин парите да ги потрошат. Викам, добро, зошто? Заради тоа што вика ќе добијат некоја тешка неизлечива болест за која што треба многу пари. И луѓето се плашат, плашејќи се од болеста, мислат дека самите пари ја носат болеста. А не размислуваат на моментот дека во ред може на секому и на човек што има повеќе и помалку пари да му се случи за жал некоја таква тешка излечлива или неизлечлива болест. Меѓутоа, која е разликата дека ако ги имаш парите, ќе можеш да си дозволиш поквалитетно опоравување или берем да пробаш да се излекуваш, а ако ги немаш парите, ќе немаш ни можност за жал да тргнеш на начинот на лекување. Точно така. Така да, пак ќе кажам, уверувањата се тоа што нас не крират. Дури би одела до тоа да кажам дека и карактерот ни е сочинат од сите уверувања и перцепции кои што ги имаме за работите. И не би одела на моментот на осудување, нели, нормално, зошто некој има такво или вакво уверување лошо или добро. Како што кажа и нели историчарот, секој во одреден момент ги носи од луѓето што смета дека се најправилни. И онака има нели оние исто уште една изрека што ми текна сега, не можеш да му судиш некого се додека не му влезеш во неговите чевли и него носиш неговиот товар едноставно. Неговиот живот, не си на негово место, меѓутоа затоа преку зборување јасно, гласно, за уверувањава кои што се за лошиве за парите, треба да делуваме на подигнување на свесноста дека не во ред се случува, постојат овие уверувања, меѓутоа ајде полека да ги фрламе вака во минатото и да Ја мислам дека пред се да им кажеме на гледачите дека треба ајде да позитивно да размислуваме на тоа. Наместо негативно да размислуваме и лошо да збориме за парите, ајде да мислиме позитивно и позитивно да гледаме на парите. Па да, и позитивно да гледаме, за да и позитивно не се случува. Не е овдека крајот. Ако завршивме со 5 најчести уверувања. Чекај ги кажавме сите 5. Да, колку што ми кажува тефтерот, да ги кажавме сите 5. Јас тука сакам да се навратиме, односно да продолжиме со фразите кои што мислам дека нема човек во нашава држава што ги нема искористено фразиве. 100%. А тоа се парите се отепувачка и крпен живот. Тоа се ти како голем библиофил, исто како мене и Дани, што ги имаш и прочитано книгите, значи овие се всушност наслови на книги, фрази кои што се поистоветени со приказните од книгите. Па мислам дека може малку ова не е нели разработка на книга на месецот, меѓутоа чисто затоа што е дел од темава за уверувањата и некои се слични поинтите што сакаме да ги изнесеме во денешнава дискусија, а тоа е дека мене искрено многу ја сакам книгава Парите се отепувачка заради тоа што тоа е македонска драма од Ристо Крле, која што на кратко ќе раскажам, нема да должам. Меѓутоа мислам дека е доста сурова приказна. Па да, кој што го покажува проклетството за парите, односно кој што прикажува како алчноста знае да ни направи да не избезуми, доколку не сме доволно свесни. Тука прво ми е важно да потенцирам дека ова е базирано врз вистинска приказна која што се случила некаде во Западна Македонија и некаде кон 20-тите години на 20-тиот век. Зошто го кажувам ова? Не дека на никого му е толку важно да ги знае овие историски и географски податоци. Сакам да кажам дека тука и луѓето имаат тенденција да кажат ова не се случува кај нас, се случува некаде далеко во светот, ова се е далеко од нас. Меѓутоа со ова сакам да потенцирам дека не, се случило тука и не е пред илјадници години. Значи 20-тите години на претходниот век. Ситуација каде што фамилија, едно семејство, мајка, татко и 2 деца, синот
го пуштаат, односно се решава да оди на печалба, некаде на далечни патишта, секако заради да им овозможи на неговата фамилија, па и на себе си, подобар и поквалитетен живот. Што се случува? Се случува да тогаш не било како сега да имаат, да се гледаат секојдневно на Facebook или WhatsApp или Viber, нели на камера па да не си ги заборават ликовите, туку тогаш за жал се функционирало со писма и кога како стигнувале писмата и така натака. И дошло до ситуација, нели, 20 години поминале, не можат ликот на од млад дечко до возрастна особа му се сменил тотално, да не можат да го препознат. Ангеле се викал синот, се враќа во куќата, меѓутоа проводи веќе кај сестра му, која што е веќе машана, си има и ќерка и фамилија нејзина, и ја изненадува. Толку срекни, весели, заедно вечераат, се срекни и се решава дека треба сега да оди, нели, кај мајка си и татко си. Меѓутоа се решава да не им се представи кој. Току на врата кога го пречекуваат, вели дека е некој гурбетчија кој што му се расипал автомобилот додека си одел на кај дома и да го здомат. Мислам да може да преноќи кај нив, не буквално да го здомат. Останува кај нив. И тука дискутираат, они кажуваат колку им недостасува нивниот син, како одвај чека да се врати и сето тоа, колкава тага имаат, што толку реално тоа е огромен временски период за да нели немаш секојдневна комуникација со своето дете. И доаѓа до моментот до кој што они требало да преспие кај нив и другиот ден сестра му со нејзината фамилија да дојдат за сите заедно да ги изненадат и да уживаат во овие моменти семејни и срекни. Меѓутоа, тука трагедијата почнува. Почнува трагедијата со тоа што кога он си легнува да спие, мајката и таткото го здогледуваат неговото актов, кајде да кажам, неговото куферче, полно со во тоа време златници. Се избезумуваат. Кога ги гледаат. И прво мајката го советува таткото, ајде земеме по некое алчност, лакомост, по некое по некој златник и да го излажеме, не знаеме ние ништо. Или вика дај да земеме целото, утре ќе речеме извините, не дојде со пари кај нас. Меѓутоа тука алчноста не застанува. Од тоа се плашат луѓето, се плашат од алчноста кога ќе видат најнаш многу пари кај некого. И не знаат, се плашат што да правам сега, како да ги искористам. Дури, знаеш какво уверување се ставиле тогаш? Си рекле, нема шанса тој да ги заработил со својот труд и пот тие пари. Затоа што секогаш гледаме ликот пред нас како изгледа, не гледаме колку знаење има, колку се мачал за да стигне до тие пари. Токму така. Туку гледат овој нема шанси, сигурно ги украл парите, од некого ги земал. Они буквално мислеле, сакале, односно се уверат себе си дека парите тој ги има украдено или некого има претепано за да дојде до тие пари. И што чекај се, ајде и они на тој начин да играат. Така, и они се увериле самите себе, гледате како може да сам да си го наметнеш што уверување, за да си ја оправдаш својата постапка. Па зашто викат секогаш самиот можеш поише да се наштетиш, отколку некој друг што може да ти наштети. Точно така. И сега доаѓа до трагедијата. Они не се засетуваат со малку или да му го украдат него куферчето, односно куферот пун со пари. Туку они одат на чекорот каде што земаат со секира и си го убиваат собствениот син несвесно. За да трагедијата не заврши тука, другиот ден кога сестрата срекна доаѓа дома и сака нели да открие целата тајна дека всушност тој е нивниот син, она ја дознава реалноста, суровата реалност, проклетството на парите, тука така знае да биде опишано овој делот во книгата. Таткото и мајката не издржуваат. Мајката добива срцев удар, а таткото сам си се забодува со нож, затоа што они несвесно го имаат убиено својот син. Така да, овдека сакам да потенцирам дека уверувањето, сами што си го наметнале, и она алчноста, од кој што никој не вели дека треба да бидеш алчен. И тоа е толку една лоша особина, која што во овој случај била многу катастрофална и трагична, и затоа инсистирав да
на кратко да се прераскаже книгава, затоа што има поента која што може многу суштински да се изнесе. Баш така. Дури баш трогателно онака која ја слушаш од страна и стварно треба да се размислува на многу поинаков начин за парите, а не дека и треба стварно да ставиме стоп кога ќе имаме повеќе пари, дека не треба одма да станеме алчни за се повеќе и повеќе. Некогаш мислам дека не да се задоволиш моментално како што си, меѓутоа да не гледаш да станеш премногу алчен за пари и само на тоа да целиш. И да правиш зло на другите што е пред се. Да, или еве како тука да си наметнеш некои верувања за да си ги оправдаш постапките. Баш така. Ајде да преминеме. Каква тешка тема. Да, наистина тешка тема и поентата е дека алчноста за парите е коренот на сите зла, не парите сами по себе. Затоа што ова веќе сакав, ми беше планирано да го ставиме нели баш за заклучок, ама пред да одиме на заклучокот ти ќе ни раскажеш малку повеќе за другата фраза, дека парите се неутрални. И тоа ќе ги гледам сега гледачите, тоа ќе го изнеса. Парите се неутрални. Човекот кој што ги има парите одлучува како ќе ги искористи, зашто ќе ги искористи. Тоа значи дека не треба да имаме никакви уверувања и оправдувања за нашите постапки, туку неутрални се. Ние им ја даваме вредноста и смислата на парите и со повеќе пари ние можеме да бидеме или повеќе добри или повеќе лоши. Тоа зависи од нас, од човекот кој што ги поседува парите. Баш така. Ајде да не должиме толку, станавме филозофи. Да завршиме да не бидеме досадни на гледачите пред се. Да завршиме со исто крпен живот. Тоа термин кој што мислам дека многу погрешно некој можеби ќе го свата тоа дека го исмејуваме за крпен живот, меѓутоа не, сосема поинаква гледноста ние како гледаме на тоа спрема крпен живот и во однос како гледаат другите за крпен живот. Меѓутоа ете малце за книгата Крпен живот, дека таа се случува во Мариово, исто така во крајот на 19 почетокот на 20 век, каде што како идеше тројца браќа, од кој едниот имал сопруга која била премногу алчна за парите, и каде што сакала низината судбина и късметот само кај нејзе да биде. Каде што не треба секогаш така да се гледа. Себична, пред се премногу била себична, каде што сакала, ајде да не ја филозофираме премногу книгата, дека каде што гледала на тоа само она да си угоди на себе лично и тргнала дури живот на едно мало детенце сакала да уништи. Со тоа што идела по бајачки, каде што сакала животот на тоа малечко детенце да го уништи, само и само богатството да остане во нејзини раце, затоа што наследството требало да продолжи и она сакала за себе да остане тоа наследство. Да, кај незините деца, некај да не треба незините деца да го делат богатството, односно наследството, куќата и имотот со децата од незините девери кои што ги имала, нели два покрај, нели биле тројца браќа со сопругот. Да, тоа е страшно што викаш, што потенцира, тоа ми се допаѓа поентата што таа дури се дошла до тоа да сака да го убие невиното неродено дете, што е роднина на нејзе. Да, меѓутоа она гледа само за себе, она не гледа, она не размислува дека уништува ничи друг живот, несвесно тоа го правили свесно. Меѓутоа она сака за себе, она си гледа за себе да си угоди, си гледа на себе, на нејзе да е угодно и никогаш да не фали ништо, меѓутоа не гледа дека ќе уништи други животи што нема да им убав животот понатака, колку и да имаат наследство и богатство. Да, знаеш, во секојдневното зборување луѓето крпен живот го подразбираат од тоа да се скрпи животот од финансиски момент. Тука во оваа книга е многу посуштински дека оние ликовиве од книгава главно си ги крпеле нивните животи. Една невестата била вдовица, овој бил ерген кој што никако не можел да стапи во брак и тие никако си го скрпуваат животот, меѓутоа ете буквално животот си го скрпели, меѓутоа ете после со сите овие проблеми кои што ги правела ја трвата на
оваа невеста, на доста, така се викала невестата, им го отежнувал животот и тие постојано го крпеле. Во секојдневниот говор ние го користиме тоа да се скрпиш од месец за месец. И мислам дека со ова ја доловивме доста поентата за верувањата и нашата идеологија, така да не би должеле. Јас мислам дека нема веќе поента да се должи. Мислам дека и препорачувам секој кој што сака и подлабински да навлезе да ги прочита овие две книги. Затоа што се доста поучни, каде што кажувате дека и богатството и алчноста не е се, затоа што дури доаѓа во некои семејства до самите луѓе во семејството стануваат непријатели меѓу себе. Да, за жал тој ден денес се случува тука. Затоа што нив само парите ги интересира да ги имаат за себе, меѓутоа кога ќе дојдат парите до нив, они не знаат што да прават со парите и они како да се изразам, побуделуваат, се избезумуваат и тука луѓето затоа ги ствараат, им се ствараат сите овие лоши уверувања и така да се почне. Пак доаѓаме до моментот каде што се уверувањата е пред се. Разумно однесување и едукација. Со тоа мислам дека направивме убав заклучок и мислам дека може и да се поздравиме со гледачите на овој убав и празничен Божикен ден. Така си Да им посакаме среќни празници, да уживаат и да ние се гледаме во следната подкаст епизода, каде што ќе имаме и гостин, со кој што многу подетално ќе дискутираме на многу мощна интересна тема, која што ќе ви откриеме секако во следната недела. А до тогаш секако би требало да не заследите на социјалните мрежи, да лајкнете ако ви се допаѓа нашата содржина и тоа е тоа. Се гледаме во наредната епизода.